Законот за високо образование нема да биде повлечен и наскоро ќе влезе во владина процедура, порача министерката за образование Весна Јаневска. Како што посочи, пред официјално да се најде пред пратениците во владата, ќе има уште една средба на работната група што го подготвува законот, со цел да се докомплетира неговата содржина. Според Јаневска, отпорот кај, како што рече, мал дел од академската заедница произлегува од страв за неисполнување на новите повисоки услови за работа, додека сите конструктивни забелешки биле прифатени и веќе се вметнати во текстот на законот. Првата можност им е сериозно да се фатат за работа, втората можност е да останат во истото звање подолго време, па потоа кога ќе бидат спремни да одат во следното звање. Бидејќи таа група е многу мала, бидејќи законот им дава можност, не мислам дека на волку голем труд, едногодишна работа на многу луѓе со најдобра намера за подобрување на квалитетот во образованието, би требале да одиме чекор наназад и да го направиме тоа што тие го бараат. Министерката присуствуваше на презентација на анкета за финансиска писменост на основците, спроведена на повеќе од 7.000 ученици, наставници и родители, која покажува дека иако учениците имаат основно познавање на финансиските поими, тие се соочуваат со потешкоти и при нивната практична примена. Нашите ученици имаат базично ниво на познавање на финансиска писменост и токму од тие причини се работеше на оваа анализа и извештајот денес ни дава насоки, конкретни насоки во кој правец да се движиме. Во услови на динамична економија, дигитални финансиски услуги и се покомплексни финансиски производи, неопходно е секој поединец да поседува основни знаења и вештини за управување со личните финанси. Анализата укажува и дека финансиската писменост е недоволно застапена во учебниците и дека образовниот систем не им овозможува доволно практични вештини за управување со пари и носење на важни финансиски одлуки. Генерално во Македонија, според истражувањата, финансиски писмени се 56% од населението, што е под европскиот просек.